сте присутни во оваа сала во 5 часот наутро. Пред нас го имаме предлог законското решение за решавање на спорот помеѓу владата на Република Македонија и МАК Петрол АД по пат на спогодба по скратена постапка. Она што го вклучува ова предлог законско решение е по пат на спогодба да се реши долгогодишниот спор што се води помеѓу владата на Република Македонија и МАК Петрол АД Скопје во врска со утврдување на учеството на секој од страните во реализацијата на изградбата на гасоводниот систем во Република Македонија. Како резултат на спорот, кој што е долгогодишен помеѓу владата на Република Македонија и МАК Петрол АД Скопје, се отпочнати и активни повеќе постапки пред надлежните судови, кои постапки со децении немаат завршница. И до ден денес, потенцирано, ниту една од нив не е правосилно завршена. Ако е ова вака, тогаш зошто сме доведени во ситуација во 5 часот наутро да дискутираме за нешто што со децении не можеле да го решат надлежните судски инстанции? Зошто се доведуваме во ситуација законодавниот дом да биде поистоветен со еден од нивоите на власта во Република Македонија, а тоа е судската власт? Понатаму во образложението се вели дека ова законско решение произлегува од укажувањето на државно правобранителство како и од обврската спорот да се реши што побрзо, согласно Законот за енергетика кој што е донесен во 2018 година. И тоа е така. Законот кој што е донесен во 2018 година и го опфаќа полето на енергетиката, налага 100% од овој гасовод да биде во државна собственост. Меѓутоа, начинот на кој што е предвидено да ова се случи, практично во себе крие неколку точки кои што бараат одговор. Законот за енергетика предвидува да се изврши собственичко раздвојување, затоа што не може еден ист субјект во исто време да ја врши дејноста на оператор на системот за пренос на природен газ и дејностите за трговија со природен газ. И тоа е во ред, затоа што генерално станува збор за два субјекти, а тоа е владата на Република Македонија и МАК Петрол АД, кои што имаат удел во учеството, кое што практично треба да биде 100% со Законот за енергетика, кој што е донесен 2018 година во државна собственост. Она што е наведено понатаму во образложението е дека не се потребни дополнителни финансиски средства. Средствата за решавање на овој спор веќе се буџетирани и предвидени во буџетот на Република Македонија. Ако е ова вака, а навистина е така, зошто тогаш има потреба оваа спогодба да биде преточена во предлог законско решение кое што треба да помине низ законодавниот дом? Во услови кога имаме спогодба која што е финализирана, каде е тука државниот интерес да истата биде преточена во предлог законско решение? Собранието не е ниту медијатор, ниту пак решава спорови според деловникот кој што практично е правилник по кој што собранието работи. Зошто е оваа одлука за спогодба во собранието? Зарем немаше владата надлежност да го реши овој спор? Зошто не е со одлука на влада едноставно решен спорот без да има потреба да поминува и да се преточува во законско решение? Дополнително, имаме 8 дописи од државниот правобранител. Нема да одам во интерес на времето да анализа на сите тие дописи. Меѓутоа, државниот правобранител совесно и свесно, согласно законските процедури, се иззема да го потпише овој спор со образложение дека оваа одлука е под инжеренција на владата на Република Македонија и може да биде потенцијално штетна за буџетот на Република Македонија. И сега, во услови кога имаме номинална вредност, која што изнесува 18,8 милиони денари на акцијата на АД МАК Петрол, а треба за истата да се истат 33 милиони врз основа на вештачењето од Бирото за судски вештачења, дискутабилно е како е воопшто дојдена до оваа цена и како Бирото за судски вештачења утврдило дека конечната вредност треба да биде некаде од прилика 66 милиони евра,
кога имаме над 20 години стар гасовод. Точно е тоа. Има извештај од Бирото за вештачење, кој што е на многу страници и кој што детално опишува што е вештачено. Меѓутоа, зарем за 20 години само за 5% се намалува вредноста на она што било нешто актуелно и ново 20 години. Исто така, еден од судските спорови помеѓу владата на Република Македонија и АД Макпетрол е за уделот, кој што практично е некаде во однос 55 versus 45%, и тоа 55% на државниот удел, кој што до ден денес нема правосилна одлука. За да ние во исто време имаме меморандум со дискутабилно овластување, кој што е потпишан, во кој што меморандум се поравнува влогот 50-50%. Веќе во една од моите претходни реплики дискутирав за тоа каде отишле овие 5% од државниот влог, кој што воопшто не се мали суми. Доколку ја анализирате номиналната вредност, 5% од 18,8 милиони се околу 900.000 евра или речиси 1 милион евра. Исто така, доколку ја анализираме пак пазарната вредност или вредноста која што треба да ја исплати државата, а тоа се 33 милиони евра, 5% се 1 милион и 600.000 евра. И ова не се воопшто мали суми на пари кои што одеднаш се поравнуваат, а тоа е државен капитал кој што практично е врз основа на еден меморандум кој што е потпишан со дискутабилно овластување. Зошто е дискутабилно? Затоа што не е консултиран државниот правобранител, а тоа е институција која што се грижи за заштита на државниот капитал, односно капиталот на граѓаните. Дополнително, зошто не е направено супер вештачење од независна арбитражна институција? На тој начин ќе имаме реална слика и онаа сума која што е произлезена од вештачењето на Бирото за судски вештачења ќе кореспондира со ова супер вештачење од независна арбитражна институција. Не може вредноста на гасовод кој што е стар повеќе од 20 години да биде речиси идентична како кога би се изградил деново. Исто така, кога веќе сме имале средства во нашиот буџет да издвојуваме за нешто кое што сакаме да го презентираме како капитална инвестиција, а таа капитална инвестиција треба да се надплати над номиналната вредност за отприлика 14 милиони евра, тогаш имаше ли потреба за сите оние задолжувања и кредитни линии кои што ги повлековме, кои што воопшто не се мали, дел од нив надминуваат и милиарда евра, и сега се доведуваме во ситуација кога во нашиот буџет имаме средства кои што сакаме да ги презентираме како капитална инвестиција, да бидат средства кои што практично не сме ги предвиделе, а за истите средства сме се задолжиле, како што е да речеме кредитот од 90 милиони евра, од кои што сумата цирка 30 милиони евра кои што беа наменети за здравствениот сектор, кореспондираат со оваа сума на средства која што практично е планирана да биде инвестирана и презентирана како капитална инвестиција од страна на државата кон откупување на акцијата на Макпетрол АД. Во ваква состојба, ова предлог законско решение поминува низ собраниската институција по скратена постапка и е преседан каде што практично имаме склучување на спогодба, а презентирана е како законско решение. Зошто? Затоа што од едната страна имаме представник на владата, кој што е легитимен, меѓутоа од другата страна имаме лице кое што е правен субјект и во законско решение влегува со име, презиме и матичен број. Мислам дека таков преседан до сега не е направен, коригирајте ме доколку грешам, но по она што можев јас да го пребарам, не сум можел да најдам до сега слично законско решение. Не велам дека нема, може би има, затоа реков би сакал да ме искоригирате. За крај, затоа што временската рамка е таква каква што е, би сакал само да завршам со неколку поенти. Доколку и покрај 8 дописи од државниот правобранител не сме се одважиле да видиме што точно сугерира оваа институција која што треба да го штити државниот капитал, тогаш треба да се запрашаме дали навистина е се во ред со овој предлог кој што сака да биде поминат низ собранието како
законско решение. Благодарам.